Граѓаните се потешко врзуваат крај со крај. Многумина мака мачат како да го поминат месецот. Откако владата на стартот на минатиот месец ги укина антикризните мерки, цените на прехранбените производи и горивата се вивнаа нагоре. По повторното ограничување на маржите, цените не се вратија на старите нивоа. Населението со ограничени примања сега треба да одвои многу повеќе пари само за набавка на најосновните продукти. Велат џабовите им се попразни, а освен за храна, сметки и гориво, ништо не останува за други потреби. Еве лебот постојано по некој денар нагоре одат и така. Посебно сирењето 300 беше, сега 480, тоа се ненормални цени. Sve je poskapano. Што најмногу? Pa reći si sve. Znači, za komu je dobro сега? За оние бужи горе што работат и што седат, взимаат, платат врати, а взимаат плати. А просечниот граѓанин? Просечниот граѓанин нека умира. Порано може сум трошила 2 кила неделно или 2 недели, сега трошам пола кило зејтин. Сега не ми стигаат парите и затоа пазам колку ќе трошам. А и тешко стизање пари, пензијата е 11.000 ми е. Државната статистика измери енормен раст на трошоците за живот. Инфлацијата за само еден месец се зголеми од 12 на 14,5%. Тоа значи дека просечната плата од 31.500 денари сега вреди 4.500 денари помалку, односно е исто како во џеб да имате 26.900 денари. Финансискиот удар е уште поголем за оние со најниски примања. Во јуни, на оние што добиваат минималец, 18.000 денари вредат 2.600 денари помалку, односно е исто како да заработуваат само 15.400 денари. Според последните податоци, најмногу поскапело маслото за јадење за 50%, цената на лебот за една година се зголемила за третина, месото за 18%, а млекото, сирењето, јајцата, зеленчукот и шекерот сега се продаваат за околу 20% поскапо. Најдрастично се зголемија цените на горивата за дури 65%. Граѓаните од месецов ќе треба да плаќаат и поскапа струја, а се поизвестно и зголемувањето на цената на парно грејењето во Скопје. Граѓаните очајно бараат мерки за колку толку да им се намалат трошоците, но владата најави помош само за најзагрозените категории и тоа од септември. Дел од експертите веќе некое време бараат власта да ги замрзне цените на храната, да се откаже од дел од ДДВ и акцизите и други такси, но засега не наидуваат на слух од надлежните.